Четврток, 9 мај, кратки вести во 12 часот. Пообработени 100% од гласовите на официјалната веб страна на Државната изборна комисија. Најмногу гласови во Охрид на вчерашните парламентарни избори освои ВМРО ДПМН и коалицијата 17.696, односно 57,4% од граѓаните. СДСМ со коалицијата освои 4.852 гласови. За движењето Знам за наша Македонија гласале 2.624 лица во Охрид, а за Левица гласот го дадоа 2.249 охриѓани. На претседателските избори Гордана Силјановска-Давкова освои 21.316 гласови, додека за кандидатот Стево Пендаровски гласот го дадоа 7.692 граѓани. Аутизмот во Македонија ледво место или прогрес е насловена трибината што на 18 мај од 12 часот ке се одржи во Охрид. Дефектологот во Охридската општа болница Александра Сабрас Апостолова за Супер радио вели дека расте бројката на деца со аутизам. Немаме регистар и точна диагноза, па овие деца се ставаат во друга категорија состојби. Додава дека се потребни дополнителни реформи во образованието или да се направат посебни програми да се искористи потенцијалот на тие деца. На трибината за моменталната состојба со аутизмот во Македонија ќе говори професор доктор Владимир Трајковски, а Валентина Павловска-Златановска ќе го сподели искуството како родител на дете со аутизам. 6 охридски боксери ќе ги бранат боите на градот и клубот Алекс Огненовски на Open Balkan Cup. Ќе настапат Михаел Аврамовски и Петар Трајчевски во категоријата кадети, Христијан Стојановски и Димитар Ѓорески во категоријата јуниори, Наум Стојановски во категоријата младинци и Ениса Алиу во сениорска категорија. Боксерскиот Open Balkan Cup ќе се одржи по сабота на атрактивна локација во центарот на градот покрај самото езеро. Времето денес променливо облачно со услови за повремен локален дожд. Максималната температура во Охрид до 19 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.